Благодарам, председателке, почитуван заменик министерке. Значи вака, вие рековте дека имавте обезбедено средства за 2018 година, тие средства се потрошени, имате обезбедено средства и за 2019 година и така натаму и така натаму. Визави овие печки за пелети, пак е повторам, кои што во голема мера нели го спречуваат загадувањето во градовите ширум Република Македонија. Доаѓам од општина Аеродром и доаѓам од терен од кој што веројатно е еден од најзагадените во Скопје и во Република Македонија. Проектот со печки на палети го започна претходната влада. Јас и тогаш и сега кажувам и војнина ќе кажувам дека средствата кои што и тогашната влада ги одвојуваше, но сепак започна, и овие средства што сега се одвојуваат и оние средства што ќе се одвојат за 2019 година не се доволни, значи не се доволни ни приближно за намалување на загадувањето во градот Скопје, во општина Аеродром, од кај што доаѓам, односно областа околу Лисиче, каде што е енормна загаденост. Затоа тие средства што ги имате одделено за 2019 година, ги видов кукави се, ќе мора да ги зголемите и ќе мора подиректно да влезете во костец со решавање на овој проблем. Имате не повеќе од 10.000 домакинства, значи 10.000 домакинства во општина Аеродром, односно во делот на Лисиче, кои што не се загреваат со печки на палети или со некои други грени тела кои што користат сировини кои што не го загадуваат амбиенталниот воздух, како да речеме гасот или некои други суровини. Затоа сакам да ви потенцирам и на вас и на колегите од позицијата, односно власта. Со сериозни субвенционирања на апсолутно сите домакинства. Ја би сакал да бидете малце внимателни, ако сакате, мислам тоа е ваше право. Со сериозни субвенционирања на овие домакинства, со вакви печки на палети, дури не мора вакви, може печки кои што користат газ како суровина, не повеќе од 15, можеби до 20 милиони евра. Значи ќе решите еден сериозен голем проблем кој што ќе кажам дека претходната влада почнала да го решава, но не го решила. Оваа влада во топ приоритетите им беше решавањето со загадениот воздух или намалување на загаденоста на воздухот во градот Скопје, во Аеродром, во делот на Лисиче. Со достапност, значи со достапност на суровината, може да бидат пелети, може газ, не мора гасификација да се прави. Големите градови во Европа па и пошироко користат и друг начин на носење на газ до потрошувачите. Еве, Струмица можеби е дел од тој проект кој што го користи неколку години, иако тоа го импровизираат во општина Струмица, но сепак, еве, како пример да го спомнам, во огромна мера, значи во огромна мера ќе го реши проблемот со загадувањето. Имате неколку институции кои трошат државни пари, а немаат кредибилитет да трошат толкави државни пари. Јас зборував претходниот пат за кои институции станува збор. Пак ја кажам. Ослободете ги тие пари од тие институции, дајте ги на граѓаните, субвенционирајте го овој дел и бидете убедени, и вие тоа го знаете сигурно, дека во огромен процент загадувањето во овој дел на градот Скопје, а зошто не и пошироко, ќе биде намалено во огромен процент, да не кажам. Затоа да не му ставаме политичка димензија на овој проблем, бидејќи овој проблем, мораме да признаеме, наследен од претходните влади или претходните времења, ама има сериозни шанси, ако навистина се настапи како проблем кој што е еден од проблемите топ 5 во градот Скопје, дека ќе го решиме или ќе го решите на соодветен начин. Вака со парцијални решенија, ваму 500.000 евра, ваму 1 милион евра, ваму 2 милиони евра, верувајте дека на некој начин го отежнувате реалното решавање на самиот проблем. Во ред, вие сте обезбедиле средства за пелети, за печки на палети, за субвенционирање, за купување на тие домакинства, но и вие знаете, и јас знам, знаат и колегите, дека со тие средства, со тие пари не се ни во процент едноцифрен број решава проблемот или се намалува загадувањето во овој дел на градот Скопје или во градот Скопје. Така да ќе морате да соберете и сила и енергија да ги пренасочите средствата кои што ги обезбедува овој буџет, да не забораваме се работи за највисоко димензиониран буџет досега во Република Македонија, 3,7 милиарди евра,
значи да ги насочите парите, средствата од граѓаните за граѓаните за решавање на нивните приоритети кои што навистина ги тиштат. Јас зборувам особено за градот Скопје и за општината од каде што доаѓам, тоа е општина Аеродром во делот на Лисич. Ви благодарам.